Dragi gledalci, dame i gospodo, laureat je predsjednik Vlade Republike Sjeverne Makedonije, gospodin Zoran Zaev. Molim vas da ustanete i pozdravite odluku komiteta. Gospodin Zaev preuzima i svoju plaketu. Драги академици, драги дипломати, представници на медиумите, присутни, почитувани организатори од Сдруженијето на еминентни представници на академската заедница во Босна и Херцеговина, Клепсидра, почитувани членови на Комитетот за доделување на ова единствено државничко признание во Босна и Херцеговина, меѓународната награда Исабек Исхаковиќ и председателке Адила Пасалик Кресо, благодарам. И тоа каква чест ми направивте со признанието што го носи оваа награда во потрага по пријател. Единствен начин да имаш пријател е да бидеш пријател, рекол американскиот предавач и есеист Ралф Емерсон. Ако е тоа така, и ако јас сум препознаен како пријател, тогаш јас и мојот мултиетнички народ сме навистина среќни луѓе, бидејќи имаме пријатели, и тоа какви пријатели. А има ли повредно нешто од човекот кој го препознал својот пријател? Нема, бидејќи само пријателот може да препознае пријател. Благодарам пријатели од Босна и Херцеговина, пријатели од регионот, Европа и светот. Ова е навистина награда што ќе се памети. И за мене како добитник, но и за вас како доделувачи. Затоа што доаѓа во незапаметени времиња кога во нашиот регион, на нашиот Балкан, буктат огнови, но на пријателство. Овие пријателства се новата надеж на стабилност, безбедност и развој на нашите држави, на Балканот и на Европа. Земјите на Балканот, како никогаш досега, ги предводат лидерства кои што сакаат и умеат да бидат пријатели. Се борат за доброто на своите граѓани во своите земји, но со широка свест, како никогаш досега, дека едниот оди напред само кога и другите одат напред. И така работиме, свесни дека таа психологија на национализам, радикализам, популизам, себичност никому не донесе добро. За еден народ беше лошо, за сите стана лошо. Денес, на искуствата од минатото, ние пријателите градиме иднина. Европската Унија го препозна во овој позитивен моментум на Балканот, но не смее да ја напуши шансата денес да му подаде пријателска рака на Балканот. Република Северна Македонија сработи во реформите. Ги воспоставивме пријателскиот концепт едно општество за сите, дома, со еднакви шанси за сите. И ние,
како и Босна и Херцеговина, изобелуваме со различности на националности, традиции, култури, вери. Ние веќе сме Европа во мало, која што покаже дека може успешно да функционира. Ги стабилизиравме и зацврстивме односите со нашите соседи, Бугарија и Грција, со кои што не само што воспоставивме пријателство, туку тие држави и нивните раководства се веќе меѓу најголемите лобисти во Европската Унија, за да го добиеме заслужениот датум за почеток на преговорите со Европската Унија. Сработи Република Северна Македонија, која што со чест ја предводам. И сега Европа треба да ја исправи историската грешка, што ја признаа и европските институции и земјите членки, а свесна дека го заслуживме исчекорот во евроинтеграциите, е дури и пријателска Република Франција. Треба, мора, фере, европската вредност се да се одржи зборот даден кон држава која што покажала на дело што значи да се биде пријател. Северна Македонија ја очекува раката на Европа и регионот цел наш го очекува тоа. Јас сум убеден во тоа. Тоа ќе биде мотивација на новите пријателства на нашиот Балкан, кои што е време да се случат. И сите заедно да обезбедиме стабилност, сигурност и просперитет на нашите држави и на регионот, во Европа, на која што и припаѓаме природно, географски, традиционално, културно, културолошки, секако. Ке го посечам посебно договорот од Преспа, кој што е навистина редок пример на функционална дипломатија. Со него ставивме крај на еден долг, тежок, исцрпувачки, деструктивен тридеценијски спор, што ги блокираше перспективите за нашите клучни стратешки интереси НАТО и Европската Унија. Дали можевме сами да го постигнеме тој договор? Не. Потребни ни беше пријател од другата страна, кој е подготвен да споделува вредности. Го добивме тој пријател во Република Грција. Вредност се политиките на изнаоѓање решенија како нешто може, а не политиките на изнаоѓање оправданија зошто нешто не може. Сличен е и примерот со нашиот пријател Република Бугарија и договорот за добрососедство што го постигнавме со Република Бугарија. Постигнувањата на Република Северна Македонија, пријатели, се постигнувања на целиот наш регион. Дали ќе беше можно да се дознае за нашите зрели одлуки, ако не беа медиумите од регионот кои што ги препознаа? Не, немаше да се дознае. Дали ќе беше доволно да зборуваме самите за себе што значат нашите тешки одлуки за чувствителните прашања, ако не беа раководствата на Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора, Албанија, Хрватска, Словенија, Косово, ако ја немавме вашата подршка? Не, немаше да биде доволно. Дали ќе беше можно да сме на чекор до полноправно членство во НАТО или поддржани од сите европски институции дека заслужуваме датум за почеток на преговорите со Европската Унија, ако тоа не го препознаа државите членки на НАТО и на Европската Унија? Не, немаше да биде можно. Низ пријателствата што ги подадовме кон сите вас и низ пријателствата што ги добивме од сите вас, напредокот на Република Северна Македонија стана реалност. Затоа, не само Балканот, туку и Европа денес е пред предизвикот да го потврди пријателството со Западен Балкан на дело и да ги осигура мирот, стабилност, економскиот развој и на регионот и на самата Европа. Ценети академици, почитувани присутни од јавниот, општествениот и политичкиот живот во Босна и Херцеговина и од светот. На крајот од ова мое обраќање сакам да упатам силна подршка
на вашата потрага по пријател. Јас, Зоран Заев и мојот народ сме ваши пријатели. И тоа ќе го докажуваме постојано низ политиките на меѓусебна подршка и разбирање. Затоа што знаеме дека пријателството е живо само кога вложуваме во него. И организатори на оваа почитувана академија, продолжете. Продолжете со потрага по пријатели. Се додека има потрага по пријатели, ќе има и пријатели. Благодарам.